четврток, 25 јануари, кратки вести во 12 часот. Во текот на денешниот ден, премиерот на Република Македонија Димитар Ковачевски и собранискиот спикер Талат Џафери ќе ги депонираат оставките што утре треба да бидат констатирани на седница, пошто ќе биде известен председателот на државата Стево Пендаровски, кој ќе го додели мандатот на техничкиот премиер. Опозицијската ВМРО-ДПМН ги утврди кандидатите за министри и заменици во техничката влада. Нивните пратеници ќе присуствуваат на седницата, но ќе се воздржат од гласање за техничката влада на собраниската седница в недела. И денешните првични физичко-хемиски анализи на примероци на вода за пиење од градската водоводна мрежа, земени по санирање на дефектот на булевар Туристичка, покажаа дека параметрите на водата за пиење се во граници на законски пропишаните вредности, информираат од Центарот за јавно здравје. Мониторирањето на квалитетот на водата ќе продолжи во текот на наредните 2 дена. Од Центарот посочуваат дека доколку граѓаните забележат заматеност на водата за пиење при течење од чешмите, да не ја користат за пиење, се додека после течење од 5 до 10 минути водата не се избистри. Деновиве започна санацијата на сидриштето билјанини извори во каналот, студенчишта кај Центарот за обука на вода во Охрид. Се отстрануваат дрвените делови од патеката кон каналот, која е во многу лоша состојба и скоро е урната. Неодамна објавивме дека Министерството за одбрана склучи договор за реконструкција на сидриштето. Вредноста на договорот е речиси 476.000 евра. Предвидено е расчистување на теренот околу просторот и во каналот. Треба да се постават дрвени колови и дрвена платформа, како и парапетен бетонски ѕид покрај пешачката патека. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реџеп Селман.